Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа го освои турнирот во конкуренција на двојки во Санта Маргарита ди Пула, Италија. Тетовката заедно со партерката Бернарда Пера од Соединетите Американски држави во финалето беа подобри од Пратана Томбаре од Индија и Ева Вакано од Холандија со 2:0 по сетови. На македонско-американската двојка и беа потребни само 71 минута за да го реши финалниот дуел во своја корист. Првиот сет им припадна со 6:2, додека во вториот сет загубија еден гейм повеќе и го добија со 6:3. Ѓорческа и Пера беа доминантни на турнирот во конкуренција на двојки и на патот до трофејот загубија само 2 сета, а при тоа ги елиминираа и првите носителки и главни фаворитки за освојување на трофејот. Победата на турнирот во Италија за Ѓорческа е прв освоен трофеј во 2017 година. Тетовката годината ја започна со одлични настапи на Австралија Опен во Мелбурн, а потоа следеше повреда на раката и пауза од речиси 2 месеци. Враќањето на терените беше одбележано со 2 елиминации уште во првото коло во поединечна конкуренција, но трофејот во двојки најавува дека Ѓорческа полека но сигурно се враќа во посакуваната форма. Фудбалерите на Тетекс одиграа 0:0 на тешкото гостување во Турново против Хоризонт во рамки на 19-тото коло на втората македонска фудбалска лига. Тетовските фудбалери по големиот дел од надпреварот беа ориентирани на одбраната. Најдобрата можност за гол во првиот дел ја имаше младиот Шериф Реджепи, кој во 45-тата минута ја погоди само рамката од голот на Хоризонт Турново. Во второто полувреме Тетек заигра поофанзивно, што им остави простор на домашните посериозно да го загрозуваат голот на Беким Реджепи. Фудбалерите на Тетекс во второто полувреме имаа неколку можности сериозно да го загрозат домашниот гол, но најубавите шанси ги имаа фудбалерите на Хоризонт Турново. Сепак голманот Реджепи беше на своето место и неколку пати одлично интервенираше, со што е најзаслужен за освоениот бод на Тетекс од ова тешко гостување. Со овој нерешен резултат, текстилците остануваат на последната позиција на второлигашката табела со 15 бодови. Пред нив се екипите на Тикве со 16 и Вардар Неготино со 18 поени. На останатите надпревари од 19-тото коло на втората македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Новаци Вардар Неготино 1:1, Евромилк Тиквеш 2:0, Скопје Влазрими 1:1, додека дуелот Академија Пандев Металург ќе се одигра денеска.